Почитувани, СДС започна со партизација на цела Македонија. Заев се колнеше дека нема да ја партизира администрацијата, а како прв човек на Агенцијата за администрација назначи не само партиски човек, туку и член на извршниот одбор на СДС. Спасе Глигоров се обиде да се магла и со поднесената оставка од партиската функција да ги убеди граѓаните дека не бил човек на партијата. На седницата на влада, одржана на 27.6, Спасе Глигоров беше даден како предлог за директор на Агенцијата за администрација. Тие, донесувајќи го овој предлог, ветуваа, односно, утврдиле дека Спасе Глигоров ги исполнува сите критериуми кои што се дадени за назначување на директор на Агенцијата за администрација. Меѓутоа, Спасе Глигоров, меѓу кои и назначување дека тој не е, односно изјавата дека не е висок партиски функционер во СДС. Но Спасе Глигоров, дури на 36-ти, со изјава на нотар, се откажал од вршењето на својата партиска функција. Ова е наведливо подценување на интелигенцијата на јавноста, која многу добро следи и знае што се случува. Исти вакви сејачи на магла јавноста препозна во одработувачите и профитерите од екс-невладиниот сектор, кои влегуваат во владата, дури и побргу отколку кадарот од коалицијата СДС, ДУИ или ДРДП. Повеќе од 9 милиони денари секоја година е висината на платите на годишно ниво само за последните 13 советници на Заев, вработени во еден конкурс. Оваа сума е неколку пати повисока кога ќе се пребројат сите вработувања на соросоидите кои дивееа по улиците, лажејќи дека биле коректив на власта, а целта им беше да седнат по фотели на државна сметка. И тоа денес им е јасно како ден. Заев овие одработувачи и профитери ги награди за нивната манипулаторска и вандалска улога во општеството. Невладиниот сектор кој беше приватизиран од СДС, сега отиде под стечај и ќе биде ликвидиран, а сметката за тоа ќе ја плаќаат граѓаните со десетици милиони денари годишна плата за насилните демонстранти, кои некогаш се представуваа како граѓански активисти. Овие пари, наместо да се искористат за пониски цени на лекови, нови спортски сали и игралишта, градинки, ќе се користат за плаќање на фактурите на Заев кон предизборните профитери кои му слугуваа на неговиот интерес. Ваквите вработувања по методот од чистачка до министер на Заев и методот кој евангелист на секаде каде оди го шири Курто Дудуш се ништо повеќе од најгруб и веќе виден обид на СДС да ја партизира и приватизира државата. Казната за ваквите партиски вработувања доаѓа редовно, а СДС ќе ја искуси веќе на првите наредни избори. Благодарам.